почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Додека народот гладува, а минималната плата е 18.000 денари, инфлацијата за една година е 20%, а цените на храната се зголемени и за 30%, функционери, именувани од владата за еден месец, заработуваат колку што поголем број од граѓаните можат да заработат за нецели 2 години. Да, добро слушате, во Македонија со СДС, каде за лечење во странство се собираат донации по СМС, затоа што власта нема пари да ги покрие трошоците, функционери именувани од истата таа власт за само еден месец заработуваат колку што поголем број на граѓани заработуваат за нецели 2 години. Од денес почнуваме со изнесување во јавност на факти од аферата Паразити, преку кои ќе објасниме како одредени функционери, именувани од владата, живеат во луксус, додека народот страда. Да одиме со ред. Фахрудин Хамиди, председател на управниот одбор и извршен директор во СВН, во МНАФ, именуван од страна на влада, месечно зема 345.000 денари на име плата, за една година тоа се 4.140.000 денари, а за мандат од 4 години 16.560.000 денари. Ако оваа сума се подели со 18.000 денари, колку што е минималната плата, се добиваат 920, тоа е бројот на месеци, што е еднакво на 76 години, кои што се потребни за да се заработи таа сума на пари со минимална плата. За еден мандат Хамиди од челното место на МНАФ ќе замине со пари за кои што поголемиот број на граѓани ќе треба да работат дури 76 години. Односно, најголемиот број од народот во Македонија во својот живот нема да може да ги заработат парите кои првиот човек на МНАФ, именуван од владата, ќе ги земе за 4 годишен мандат. Ништо поразлично не е ниту членот на управниот одбор и извршен директор во СВТ на МНАФ, Владо Крстевски, кој зема 266.000 денари месечно, за 4 години Крстевски од државата ќе земе 12.768.000 денари на име плати. Овие двајца функционери, именувани од владата за еден свој мандат во МНАФ, заедно ќе наплатат половина милион евра само за плата. Двајцата директори во МНАФ ја чинат државата еден голем булевар, или само со парите за нивни плати за 4 години може да се купат 8 амбулантни возила или 3 противпожарни возила. Сега е многу појасно зошто власта нема слух за растечката инфлација, за секојдневната мизерија во која тоне народот. За овие функционери од власта нема криза, се додека СДС е на власт. И се додека истото тоа СДС зема кредити и го задолжува буџетот, ќе може да им се исплаќаат плати и пари кои што поголемиот дел од народот нема никогаш во живот да ги заработи. Ова се луѓето на кои им е сосема логично СДС да останат на власт, за тие непречено да се луксузираат додека народот мизерува. Ете затоа се потребни предвремени парламентарни избори час поскоро. Ви благодарам на вниманието. Доколку има прашања поврзани со темата. Молам, се извинувам? Меѓутоа, треба да се осврнеме на тоа дека ова се владини функционери кои што владата ги предлага до МНАФ и кои што земаат неверојатни 345.000 денари плата во најголемата економска и енергетска криза. Ја би се осврнал повеќе на тие примања. Бидејќи сепак се агенции да бидат како акционерски друштва, посебни кои што разбира својот буџет сами си го распределуваат. Секако да треба да се разгледа и таа можност да се биде во државност.